Креирање на визуелна поддршка. Примери и упатства. Зошто е важна визуелната поддршка? Му дава на ученикот, односно лицето, време да се фокусира. Ако детето има задача пред него, може да биде свесно за она што ќе следува, така што може да се фокусира на овде и сега и она што ќе биде во иднина. Честопати децата со аутизам инсистираат на одредени работи, додека со визуелната поддршка ќе знаат кога тоа ќе следува. Му дозволува доволно време за да најде значење. Ученикот или лицето може да се повика повторно на визуализацијата. Ако лицето со аутизам има потешкотија во процесирањето на примените информации, со визуелната поддршка ќе биде во можност да се повика на информацијата и она што се очекува од него. Овозможува комуникацијата да биде поспецифична. Понатаму, поттикнува конзистентност во процедурите, очекувањата и рутините кај сите лица кои се вклучени во активностите со ученикот или лицето. Дозволува предвидливост и дозволува да се направи план за да се пристапи кон промени. Примери за визуелна поддршка се следниве. И тоа, визуелни распореди. Визуелните распореди се лесен начин кој обезбедува конзистентен патоказ за секојдневието. Визуелните распореди му помагаат на детето да предвиди што ќе се случи. Имаме целодневен распоред или училишен распоред. На сликата што е во прилог може да видите еден пример за училишен распоред. Понатаму имаме распоред за рутина или активност. Овој вид на распоред се користи кога лицето со аутизам има потреба од расцепкување на чекорите за одредена активност или рутина. Ова овозможува предвидливост, насока и крајна цел е независност. Во сликата што е закачена на слайдот може да забележите еден распоред за дневна рутина, односно имаме утринска рутина, имаме дневни активности, попладневни активности и активности за пред спиење. Понатаму имаме распоред во распоредот за рутини. Овие се корисни бидејќи ги содржат чекорите за одредена активност за самопомош. Исто така, тие се индивидуализирани распореди, односно не функционираат за сите лица. Распоредот во распоред за рутини може да бидат одредени вештини кои ќе му помогнат на детето да стане независно. Исто така може да се користат за секакви вештини за самопомош, како што е јадење, тоалета, облекување или сооблекување и така натаму. Прво, потоа. Ова е визуелен формат кој обезбедува висока мотивација за ученикот да сработи една задача со цел да ја добие преферираната активност или предмет. Исто така представува моќна стратегија за одржување на соодветно однесување низ транзиции. Прво се става активноста која што треба детето да ја сработи, а потоа се прикажува предметот или активноста која ќе ја добие за возврат откако ќе ја сработи првобитната активност. Знаковни картички. Знаковните картички се користат за да заменат или зацврстат одредени вербални насоки. Исто така служат и како невербални потсетници. Тие се користат за брзо и тивко да се пренасочи детето. Табли за комуникација. Таблите за комуникација се системи составени од слики, символи или илустрации, кои им помагаат на лицата со ограничени јазични вештини да се изразат. Корисникот може да посочува кон сликите или пак да ги подава за да комуницира со средината. Ова е еден вид на алтернативна и аугментативна комуникација. Како да креирате визуелна поддршка? Визуелна поддршка може да креирате со употреба на вистински фотографии, кои ќе ги сликнете од вашето окружување, кои се релевантни за вас, и со употреба на пиктограми, кои можете да ги симнете од интернет.
На следната страна www.rasaac.org може да најдете огромен број на пиктограми и материјали за работа со ученици со аутизам. Оваа веб страна нуди графички и материјални ресурси адаптирани со Creative Commons License со цел фасилитирање на комуникација и когнитивна достапност за сите луѓе кои поради различни фактори, како што се аутизам, интелектуална попреченост, недостаток на говор, стари лица и така натаму, имаат сериозни потешкоти во овие области и со тоа се оттежнува инклузија во секоја област од нивниот секојдневен живот. Најпрво што може да направите е да се регистрирате на веб страната и истото може да го направите преку Facebook или преку Google акаунтот што го имате и да пристапите кон разгледување на веб страната. Кога ќе кликнете на пиктограмите, тие можете да ги пребарувате. Еве еден пример на тоа како е пронајден пиктограм од крава. Кога ќе кликнете на пиктограмот, се појавува на овој начин. Истата оваа слика може да ја модификувате, односно можете да ја промените бојата, рамката, да ја прецртате, да смените бојата на позадината, да биде во множина, доколку е глагол да се најде времето на глаголот, или доколку е некој човек да се на бојата на кожата да се адаптира. Понатаму дали да стои текст во горниот дел од сликата или пак во долниот дел од сликата, степен на доближеност, односно на зумирање на сликата, повлече и пушти, значи сликата на кравата дали му да поместите погоре, подоле, или нешто слично и секако висока резолуција на самата слика. И уште еден пример што значи тоа кога ќе кликнете на рамка, дека се оградува самата сликичка, понатаму се прецртува доколку е нешто значи забрането, а идентификатор е овој горниот дел од сликичката, односно за кое место се користи овој пиктограм, што во случајов е ставено училница, односно забрането трчање во училница. Овој пиктограм можете да го превземете, односно го доwnloadирате на вашиот компјутер, да го додадете во омилени на вашиот профил, или пак да го копирате и да го пастирате на одредено место, како што е, например, во Word документ или на некоја страна. Понатаму, кога сме кај материјали, можете по клучни зборови да пребарувате материјали. Еве еден преведен материјал веќе на македонски јазик, односно тич материјали за бои. Кога ќе кликнете на овој материјал, можете да го доwnloadирате и секако да го испринтате и употребувате. Кога ќе кликнете на употреба на алтернативна и аугментативна комуникација, тука имате дополнителни објаснувања. Дополнителни објаснувања за табли за комуникација, за визуелни распореди или рутини, или само визуелни распореди, за социјални приказни, за бихевиорални стратегии, тич ресурси и така натаму. И истите тие може да ги прегледувате доколку кликнете на погледни повеќе копчињата под нив и тука ќе ви се отворат нови табови, односно каде што може да пребарувате повеќе материјали секако на повеќе јазици и да ги адаптирате или доколку веќе се адаптирани да ги пронајдете на македонски јазик. Совети за одржување на визуелната поддршка. За да може да се користите со визуелната поддршка секојдневно, таа треба да трае. Еден начин за нејзина употреба е пластифицирање. Понатаму,
Визуелната поддршка треба да биде соодветно складирана и достапна, односно таа може да ја складирате во посебни папки или пак да ја ставите на ланче со привезок од клуч, доколку сакате да ја пренесувате на одредено место. Убаво е таа да биде сортирана, односно организирана на посебни папки, каде што може да определите папка за храна, папка за материјали за училиште, папка за некои други поеми и така натаму. Благодарам на вниманието.